Здраво живо поздрав од ресторан Куманово СПА, 138 емисија поред. Денес имаме нова супер интересантна соговорника, директно од Скопје, овдека у Кумановско бању. Сашо Кузмановски, позната личност од градско живење у град Куманово. А и на почеток да го поздравиме нашега пријателја Пепита Златара, односно Златара Пепи, врховски квалитет на злато и све што ви треба, отидете на право место и ќе најдете стварно добри работи. Како што кажа, наши ваш гост е Сашо Кузмановски. Сашо, здраво живо, како си? Здраво, Маријан, фала ти на гостопримство. Нема да биде тешко да збориме на Кумановски, пошто ти Кумановски ga перфектно владаш. Ја и да сакам и да неću, 99% и сега у Скопје не промашуju по некој кумановски муабет и тој дебело. А да ти се пофалу, мене ми е драго што ga поздравljаш Пепита. Пепи, драго ми да те поздравувам, одамна те немам видено. Посебно е задоволство што преку овој емисија имам право да те поздравам. Да, Пепи е исто познат фудбалер, бија на Куманово и одличен човек. У Скопје, куде највише збориш кумановски? Па да ти кажу, многу ретко, пошто објективно околу мене, условно кажано, све се скопјани. Али имам късмет, пошто јас сам роден у Скопје, у Дебар мало. Морам да си укажу, да кажу, родно место ми е Дебар мало, на Иван Милутиновиќ Карши Треска. Такој да у прилике кад почнемо да разговараме с дел на скопјани, кад им кажу дека ја сум роден, а сви ме знае у Скопје дека сум кумановец, они не веруе, пошто знаете како е, време носи своje, они су 90% више у Скопје, све помалку има скопјани, како мислу дека и у Куманово све помалку има стари кумановци, jer добар дел на кумановци у Скопје и ден денес ке живи, и ја имам привилегију од джартови, од тие стари кумановци да се сретнуju, да правиме кумановски, да се собирамо. Има сме едну убаву традицiju. Ја ќе ga земам од Скопје сину Антича, у неделју ќе ја носимо у суботу и у неделју куде Црногорца. Перо Ланк ни правеше заедничку средбу. Тако да постојано сам бил у ситуацiju да збору, барем да навикну да продолжу да збору кумановски. Кажа сте родени сте у Дебар мало, куде тачно беше у Скопје? Тоа е Карши Треска. Треска е порано била место кој ги подсетува поготово нас кумановци, место куде се одржаваа главни и културни и секакви манифестации. Треска голема фабрика, имала голему мензу. У тој мензу се правило прослава за нови години, за концерти на млади. Многу е значила, затоа што до саму Треску колонија на железничари кои су били у тој време у Скопје, тоа су биле голем фактор, своја колонија, своји објекти, куќе, индивидуални, перфектно. Еврејско мало е исто у тај дел на Скопје и можете да замислите дека еврејско мало со убав стамбен простор, железничка колонија која имала своји изванредни, да не кажам, услови за тие време. Обично главните скретничари или црвенокапци, ми како ги викасмо у Куманово, таму живеесмо, како да беше тој центар на догаѓање у Скопје. Јер тој сега Дебар мало е врзано со фудбалски клуб работнички, Вардар, како рукомет, тако и кошарка. Значи, сви настани битни за Скопје, врзани су со тај дел на Скопје и Скопје живење. После кратко време ти доваѓаш у Куманово, 55 годину. Што е било повода фамилија се пресели у Куманово? Па видите, у тој време татко ми прво после ратје бил преседник на војни инвалиди од рат. Он го има правено инвалидски дом у Скопје, кој свеќе што е, тоа е своевремено бил хит, еден од познати објекти. Меѓутоа, татко ми добива задачу у тој време, партиска задача, да он
треба да иде у Београд и бидејќи нема кој да не чува, целата фамилија ми е у Куманово, ми се враќаме у Куманово и прво имамо едну годину живеено куде Перо апотекара позади, а тоа позади, тој значи дека стара автобуска станица у тој време на Куманово, стариот театар Кумановци стари, тачно знаев, Коки, татко му, Мустафа, Джартови, сви живе сме у тај дел на Куманово, до преселување куде Соколано. Соколано сам, значи, почнае прво оделение и таму сам живее и ден денеска имамо куќу, сега не е под парк, сега сам над парк, над Соколано. Кажи ни, кога дојде у Куманово како дете, какъв ти утисак било тој период? Тега имало е доста куќе, а после се направило и тие војни зграде. И имало е доста убав детски живот. Па види, ако ти кажу дека парк и Соколана су биле последње место на Куманово, према, да не кажу, стар Велешки пут, значи Соколана, пошто над Соколано е било баждарче, место куде се улазало у град и куде се наплаќала баждарина. Тоа е било место каде доаѓа од села, од Студено баро, од тие места за у град и баждарење било. Од леву страну на парк првите зграде су направени војни и под парк су направени две зграде. Тој су живеле, татко ми е бил у тој време као некој функционер, председник на заначиску комору на Куманово. Негова канцеларија е било баш у старовој кино Напредок и Намо. Таму е он работаја, док покасно беше и председник на Фонд за социјално осигурување на Куманово, па некој пратеник савезен. Така да ми, кај дојдемо, се преселимо у тај нов стан, за нас беше нешто рај последњо, да имаш купатило, да имаш воду, да имаш струју, да имаш сви привилегии за тие времења. И морам да кажу, да признам дека добар дел од моето детство за мене значило пуно, затоа што околу мене, Соколано, да кажу, испод парк, генерацијски многу другарчиња и колеги, пријатели, и доднеска се гледамо. Заедно сме стартувале у сви работе, почнувајќи од спорт, од нормално играње надвор на улица. Улица со как? Ми Кумановци викамо по сокачиње. Кој у која сокаче седи, ми се знаемо, меѓутоа сме се собирале сви у парк и у Соколано. Какъв е бие живот у тој парк? Знаемо дека туи су све биле млади деца. Парк е било убаво место за многу генерации. Апсолутно. Парк за нас у тој време значило све. Значи, без разлику, што немало, можда е било многу чисто, многу пријатно, али за нас можете да замислите дека парк и Соколана со 3 игралишта надвор значило рај. Значи, од дома се искача и кога ќе донесеш или донесе било кој фудбал, прво се иде да се игра фудбал, па после се одмара и ужива у парк. У парк се престои цело време. 90% од лето смо го провоѓале у парк и смо ишле на плажу. Тој време имаше официрска плажа, стари плажи одека под Куманово што е, кои уопште денеска не постои, али за нас значиле некоја разумно. У парка кој сте Сашо и Ире највише играле како деца? Тој смешка, шала, муабети. Да, апсолутно. Жмурка, камај, индијанци и каубојци у тие време, кад почнаа да не кажу за наши услови, партизани, лопови, жандари, мавање. Морам да кажу дека тие услови и тој време сви бемо отприлike равноправни у сви сфере.
Прво, не може да се деси да ти земеш парче леп с мазда на мачкаш, а да искочиш и да некој не ти тражи, ни ми вика смо кубановци, бизец од нешто, да не му даеш на некого, не може да имаш нешто, ти некој друг да нема. Тоа е било реално, природно, дека ако искочиш, мора да искочиш или со 2 јабуке или 3 јабуке од дома. Што е било сасвим у реду и мене ме тоа пуно испунјавало у добру меру, затоа што смо раснале многу мирно, многу убаво. Чак детство ни е прошло прва лига, што викамо ми, прва лига. Све смо се забављале и смо ги имале тие у тој време перфектни услови за разлику можда од некои кои не су ги имали. Спокојно време е било, да. Апсолутно. Ќе да покажеме слику од твој татко и мајка. Татко ти се викае Орде, а мајка кој се вика? Десанка. Сега ќе ни кажеш кој бие построк. Нема више тука дилеми. Татко ми можеш да го видиш само на празник. Кога се прави празник, да го видиш дома. Мајка ми е била с нас постојано. Она не е командала, она не е управљала, ми смо го њун слушале. Татко ми, кај ќе дојде од работа, дали уморан, знаете како е, ми сви мора да бидеме тихи, да може он да одмара. Али су биле, морам да ти кажам, многу добри родители, примерни, тихи, никад немало галама, никад никој не ме, татко ми у живот ни тиска раја, нити викае по мене. Да. Колку сте деца биле ви Сашо фамилија? 2 деца, ја и сестра ми Гордана. На Шебека доктора. Лесна, на Зоран Шебек, докторот сопруга, и двајцата ми се сега починат и имам 2 внуци од сестра ми, кој еден е сега во Дубај, а еден е туку у Кумано. Основну школу учиш у Кочорацин. У Кочорацин, да. Еве, ми ти покажем фотографија, али само те прашам, пријеска ти го спомна, раснале со сви генерации со чувени леп мас и црвен сол. Тоа е бие десерт за сви. Апсолутно. Ако се знае дека Стое ми е бил Демишко, Демишко е била позната фамилија која живеела на Проевски сокак, таму су имале своевремено Ан, а Ан значило преночиште, једење за стоку, за људи, и дедо ми е бил доста примерно богат човек за тие време и за тие услови, така да свиње и свињогојство, маси е било основна храна, па мачкање лепи маси е била као денеска на деца ти кажеш путер и лепче да ви намачкамо на мас. Добро, тоа се сви генерациите кои раснале, Апсолютно. убаво време било. Мислам ти покажем на слику, ти кад си бил основну школу, Да, еве го твоја чувена учителка. Оливера. Што е највише учила у школу Саша Оливера? Па види, ако може уопште сега да се сетимо, биле сме многу мирни, многу пријатни, многу здушни као дечиња. Сви сме биле у ситуацију, почеток нормално, сви се тресемо, многу зависи од прием на учитела или на учителку. А учителка у тој време ни беше Оливера, која знаеше и едноставно као да не знаеш и да не сакаше сви подjedнакво. Многу убав дел од мој живот. До 8 оделение, мора да ти кажа, у Кочорацин смо прошле перфектно. У тој време Кочорацин, пошто беше на крај, да не кажу, од град дел, таму имаше дедо ми своевремено лозија, па игралиште направено на ујка ми, и село Проевци, во кое дедо ми и Добрашани имал своји овце, така да мене ми текнуе дека ми од Проевце 3-4 души, моме, цобе, уче смо заедно од прво оделение до 8 оделение у исту школу у Кочораци. Сега, ако може да ги, ако се сеќаш да ги покажеме овие твои генерации кои на некоја слика, кој памтиш од? Морам да се подсету.
Да. Добро, еве ќе се покажу прво себе си, учителку. Ово е Калина, ово е Светлана, ово е Боркица, ово е Слободан, ово е Зоки, ово е Мирче, ово е Бане, ово е Коки, Никола сигурно се викаем и Коки, кој научени сме, кажуваме. Добар повод малку да пролистаме. Тега Сашо школу се ишло с едно моливче, едно пенкало, две тетрадки и тоа е. Апсолутно. Апсолутно. Меѓутоа, увек е било интересантно. Еве, морам да ти кажу дека покрај осмолетку у Кочураце, ја имам идено у школу, музичку школу, 6 години. Еве ова слика. Ова е пречек на Титу. Ќе ви покажем после и кога чекамо Тито беше доаѓаја у Кумано. Ова сум као пионер. Ова е толку ситно да од позади само моја главче се познават, пошто сум малку покрупан бил од тој генерацију. Иначе се ми имаја привилегија 2 пати да ga чекам Титу. Еден пут у Кумано, и тој званично као преседник на младину на Куманово, и после у Скопје како функционер. Да, музичка школа, тоа што зборимо доња слика. Резински, балкански, тој ми е 6 години свирење на виолину. Да, точно. Методи Балкански има за njega многу пишани документи дека бил многу активен у Куманово во сви сфера на живење. Апсолутно, стара фамилија Балкански, музичар. Добар дел е што е учија музику у Куманово, е негов ученик, посебно на виолино. Резински дојде покасно, да кажу, с njega смо тренирале хор, с Балкански смо имале многу концерти по музико. Ова е горња слика. Да, тоа е веќе исто Оливера, учителка, наша стара, овде Пуно генерација. Второ, колку сте биле у клас? Многу сте биле, 40 деца? По 30 и кусур деца смо биле у клас. Јас се штрчам као курпулентан. Надица, Елена, Драгица, овде е Исман. Исман живееше карши на Негорички сокак, карши дедо ми старата куќа. Девојчето што е народна пратеник кај нас од Кумано, Ѓулистана, нејзин Вујко или Чичко Исман живеесва таму карши нив, па до ним Дуто, па Лаци, Ластавици на тај. Ево и овдека, ова е слика. Да, тоа е свако оделение све покрупни и поголеми. Да. Сега, ајде туе у Соколанско мало ти што викаш, туе живее Манте, Томе, Цана, да ги спомнемо сви тие кои се биле у твоја близко обкружение, да кажа. Види, за Соколанско мало е многу интересантно, пошто ми смо последња мала, а Соколанска е вржена со објектот на Соколано. Ми смо придошлице со тие зграде, меѓутоа сме се осеќале како кумановци едно исто. Морам да се пофалам дека у тој време, можда другачие звучи сега, наша заедничка игра била надвор, спорт, рукомет, фудбал, кошарка. Кошарка од соображение што Соколана е значила не само за Македонија многу, со зимски турнир, меѓутоа и за целу Југославија. У тој време сви екипи познати, почнувајќи од Звезду, Раднички, Београд, Задар, биле су гости на зимски турнир кој се одржава за време на распуст, така да и кошарка е била синоним на
деца кои смо раснале у Соколанско мало. И на рукометаши, и на кошаркаши. Джимере, рецимо, е таму еден од кошаркаши. Цаце, исто што е разнаја. Коле Оджа. Коле Оджа, кој да може да ви кажу Манте. Интересантно за Колета Оджу и за Мантета морам да ви кажу убаву работа. И двете деца у тој време су играле и фудбал, мал фудбал, и кошарко. И тој играле су и у генерација су биле меѓу најбољи. Може да замислите и кошарко и фудбал мал. Соколанска мала имала 2 титуле на прво првенство и друго првенство на Куманово кој го организираше наш вестник, такмичење на ниво на пионери деца. Тако да ако сега некој чуе дека рецимо Манте кој што свој виден феномен, морам да ти кажу, у спорт е бил увек број 1, у кошарку, у фудбал е бил број 1, у музику е бил број 1. Негов развој е многу интересантен како дечко до младост, а на Колета морам да ти кажу Оджа, условно кажано, вовија се и он активно со спорт. Е сега моја генерација од тој време на што смо живеле су Цеце, На Здравка брат. На Здравка, Тончевскога брат, Томе, Раце, Цаце, Джимре, кој после исто си има преселено и таму да живи кај нас во Соколанско мало. И мислим дека тај период на живот оставља најголеми утисци куде нас. Обично, знаеш, када средуемо, као јак, кад ќе дојде у ситуацiju да ме некој посети, па тражу, мучу си, не можеш да најдеш кој од кој момент бил посреќан, поголемо задоволство, затоа што многу е значило за нас дружење меѓусебно. Ако била слава, знало се куде кога е слава, знало се куде кога е празник. Ако е било добро и лошо, знало се како треба да се манифестира од страна дали на комшија, дали на другари. Али у свак случај привилегија за да можеш да пројдеш добро во живот и да знаеш дека сем комшија и дефиниција дека е побитан од роднину, тај период стварно исполњава услови да кажеш без комшију не може. А интересантно тега Соколана е била каче за сви таму. Туј се сви довоѓале, дали на спорт, дали на игранке, дали на дружење. Паралелно имала изваредна и женска рукометна екипа. Таму почеток, браво. Да, и мушка рукометна екипа. Ви сте ги гледале таму. Апсолутно. Ево да го спомнимо тој женско генерација рукомет. Јасмина, Благица, може да се бие на тие утакмици. Верче, како не се Една бија? прекрасна екипа. Тачно е. И да подсету, не само овие спортови што ги кажасте за Куманово, да не забравите дека у Куманово боксерски клуб, првите тренинзи за боксери беа у Соколано. Таму се тренираше. Значи, 3-4 спорта, Соколана, услови унутра, надвор су овозможиле да у Куманово имамо многу интересантен дел од, да не кажу од живот, спортски дел. И ако на тој се доврже дека се правиле и игранки у Соколано, постари генерација од мене исто памти, матинеа игранки, матинеа су настани кои су преко ден, а игранки су биле навечер, можете да замислите што значила Соколана и Соколанска мала привилегија за нас, затоа што и преко зиму. Таму едино ми смо могале од цел град да простите од Баждарче, од Соколану, па до доле до центар да идемо на санки да се скијамо. Да се лизгамо кој на санку, кој на даску, било што. Доле до автобус кој отиде санка. Да. Ево овие слike, веќе кога си попораснат малко. Да, ова е посебна моја слика драга.
Ово е до осмолетко, били сме една рукометна екипа своевремено у Куманово. Кочо Рацин имаше добар састав на рукометни састав. Овде морам да ви кажу, добар дел мои другари, Рус, Чулич познат, одличен голман, Тоде, Слободан, Мијалко, Мане. Овде, рецимо, с Руса смо сликани заедно. Рус живи сега у Врање, тако ли? Рус е сега у Врање, иначе он и у Скопје беше у уметничку школу и беше изванреден рукометар и с njega има смо многу победе у осмолетку док смо се такмичили на ниво на град. Овдека Сашо веќе бинуе по-озбилен малко. Озбилен. Да, видиш, ово е, да, прво да кажу, ово е период на Чекай да не забравимо, Сашо, ти си учија средна школа, гимназија, тако ли? Да, у гимназија, гоци, да. Кој ти бие класа? Мира Манева. По македонски. По македонски морам да ви кажу, секад ме подсеќате. Ако за некога да и од овој период и у тој време се осеќаја посебно љубов и симпатија и према својега класноga, тоа сум бија ја и никад не сум крија манифестација дека Мира била многу драга и мила особа. Она е, мислим, жена на Перу. На Перу Уштета, га Перу беше. Уштета, така он беше архитект. С Миру сме имале многу добро разбирање. И сега, после тој период, ја веќе 68 годину, да не кажу, имаше некои политички унапредување од Младинов, бидна преседник на Младино на Куманово и као преседник на Младино на Куманово ми морасме да учествуваме. Ја беше некој член на управу на Куманово, тоа стари фудбалери донесева одлуку, али подршка беше на цел град, да Куманово направи КСК, еден добар спортски клуб и у тој време го ангажирава Петаковиќа да дојде. Овдека... После ќе го покажемо слика Петаковиќа. Еве го тој баш. Да, Петаковиќ Кажи ги вие слики кои се овдека. Овде смо на игранку, видиш како е интересантно. Да, Соколано, овде е Буде, овде е Грицко Јоцо, овде сам ја, с Грицка игра смо кошарку заедно, с Джимлета, тоа е генерација, с Цацета, тоа се све од кошарку. Тоа е генерација, да. Моја генерација. Сега како условно кажано, како преседник, мене ми беше интересантно како млад, мене, Аврама доктора, Шутета, с Петаковиќа ме пратива на припреме у Крушево с КСК и за мене тој период беше многу интересантен. Припреме, зимски припреме, за кои после сам ќе видиш, ќе осетиш дека има некои резултати. Тие сви припреми имале значење за физичко припремњеност на фудбалери, тако и да наш КСК у тој време, начело со Петаковиќа, Еве го ова слика, па покажемо дека. Петаковиќ направимо резултати, ова е Шуте, Чувени Шуте, да. Фудбалер, познат кумановски фудбалер, на припремите во припрема у Крушево. Сега, ај малку за тој фудбал да зборимо. Куманово тега направи стварно добра екипу, имаше многу паре, доваѓа Петаковиќ и играмо некој година у другу лигу. Али оно што е битно, стадион увек е бија пун, Куманово е живеал за фудбал. Многу е значило за Куманово фудбал, пошто има традиција, а тој традиција мислим дека успеа гарнитурата на заљубеници, Бранко, Алула, Мирче, ма нема кој Шуте, стари фудбалер, нема кој не се уклучиво у помош начело и с град и со сви работни организации у тој време што можеа да помага и така да Куманово се гордееше с фудбал у момент. Јер видите, Куманово вратига фудбал, меѓутим почна да парира на рукомет, пошто рукомет веќе значеше у Македонија женски, мушки рукомет, така да и Куманово дојде на едно ниво на третман с
рамноправно со овие други спортови. Сакам да те прашаме за фудбал овој. За Петаковиќи има многу контроверзе. Кумановци ден денеска викав дека он е направија прогрес за фудбал, некој го критикуе, некој го фали, али генерално човек е работае, оставија резултат. Па после си отише. Види сега, ја од овој аспект не е дека сме помудри, меѓутоа пореални мора да видимо. Петаковиќ мора апсолутно, сега ја и од овој аспект значие име за фудбал У Југославија. и у Југославија. И ако некој од нас си дава за право, што е нормално и уопште не е недозволиво, да има и свое мислење, што е сасвим уред, ја имам едноставно решение. Негово присуство и ангажман на цел град имаше резултати. Тие резултати беа евидентни, интерес на Куманово е вратен и место на кумановски фудбал на ниво на Македонија. Према тој за мене е многу позитивна личност и још овако поштено кажано, јас сам имаја прилику, пошто сам бил и управо и на припреме и приватно сам се дружија с Петаковиќ и негова фамилија, он неверојатно се има уклопено у живот и менталитет на Куманово. А за тој за мене еден реален заклучок дека е бил добар стручњак, добар домаќин и мислим дека си го оправдаја свое учество и резултати што ги има направено Куманово. Еве го дека Сашо Кузмановски у центар на град е овој. Ова е горна слика. Ова е Сашо у центар, така ли? Да. Тоа е време док сам бил председник на младино на Куманово. Ја у тој време дојде пред мене беше Благоје Стојковски, Белчо да не кажу, Илија Цветковски беа у младину, Глишо од Шавница беа у тој време Трајше Атанасовски. Да, они беа генерации пред мене. Ја дојде у Куманово доста млад и мислим дека ако нешто ми одбележава да ми остави утисак тој период, доста активности имам направено за тој време за Куманово. Поваѓам од место и третман на самоорганизација. Секретар на комитет беше Радко Тодоровски. В тој време значише многу. Радко владал социјалистички, Руле беше на Сојуз на борци. Ја како млад имаше некоја прослава и снимање на филм на Сутјеско и мене ме вика секретар на комитет, може да замислите што е значило за тие времења. Радко ми вика, Сашо, ми планираме да идеме на Тиентиште на пуштање на споменик на Сутјеско, таму ќе биде глумци, ќе биде Тито, тебе ти давамо задачу да не водиш на Сутјеско, да бидеме на тој простор. И може да замислите сега, јас со моји години, со моје минато искуство, час ми беше да прифатимо и јас сам ги водија. Условно кажано, водија задоволство да видиш у нино присуство, да идеш на пуштање на споменик на Сутјеско, кој е многу значија за тој време за Титу, за негово придонес, споменик многу е значија за сви борци и можете да замислите како сум се осеќаја у тој време сега. Јас сам го направија распоред да појдеме од Куманово, да отидеме со возило смо ишле, може да замислите какви путеви су били у тој време и јасно ви е дека е задоволство било да бидеш актер, учесник на една таква манифестација голема. Како млад човек многу си рано улегнаја у политику. Дали си бие свесен дека тоа е озбилна работа што викаме у Кумановци и у некои моменти дали си се плашија затоа што си работаја како млад? Имаја си големи задачи, млади луѓе да ги формираш, да работиш за прогрес на млади генерации и така. Па види, Марија, тоа е многу убаво прашање, морам да признам.
Ја и ден денески си правил сам анализу, али секој од овој аспект бил за, значи, у свак случај многу храбар, али и одговорен. Може да ќе му звучи на некого, не знам како да е одговорен. Па нема работа, дали е тој било дома, дали е тој било у школу, дали е било на работа, кога сам професионално прифатија да биду на такво место каде имаш и морално и политичко и свакако одговорност, храброст и кад правил анализу, ниедну работу што сум направија у политички дел, почнувајќи од Младино, подочленувајќи на председателство на Младино на Македонија и на ниво на Југославија, и за сви работи што сум ги прошил во живот, јас сам, морам да кажу за себе, без пардон, извршил сите задачи кои биле поставени за тие времења и за тој простор и време за кој станува збор. А има можност и да направим еден пресек на целта мој активизам, политички живот. Може да замислиш, ја као член на председателство на Македонија, 72 годину, ја воду делегација, значи правите сега на 21 година, 22 години, воду делегација у Германија, на Социјалдемократску партију на Вили Бранд, на размену на млади од Германија, куде нас ги водиме у Охрид, а ми идемо куде ним на Шварцов планину. Значи, кад се сету и направо анализу, перфектен еден однос, поверење, достоинство, без никакви позадине, с увек добри оценки, кои после допринесоа да тие мои, да кажам, такви залагања, да бидам и преседник и член на председателство и да работам во Младина у Македонија професионално. Идемо далje, еве слика с нови твои другари, овие кои се? Браво. А ово е Буде и Рус, а ова сме на некои викенди, веројатно на некоја слободно време и простор сме се дружиле многу сме се дружиле. Значи, ја кажи некој збора за чувено кумановско и непоновливо Корзо. Како е било на Корзо? Еве ти како млад човек, сигурно си искачаја редовно и симпатија имало, веројатно и убав живот за млади генерации бие. Сега, да ga објасниш Корзо, труду се да кажу и на мојага сина и на ќерка, дека смо се шетале, зашто смо се шетале, за да се гледамо кога ќе проаѓамо еден друг, едина прилика и викамо, Корзо. Гледаме, не може да веруе, зашто мора да се шетате, за да се гледате. Реално, постарите генерации знаат. Кај нас се знаело тоа време дека ти можеш да излезеш и да се шеташ за време на викенд, односно сабота и недела, кад не си у школу, кад немаш обварске дома. И тоа е било период, а ти и од школу, како ученик, дојдеш и прошеташ и да се видиш. Поише школе су биле у Куманово, знало се так да искочимо сви да се видимо, шетале смо се, гледале смо се, сви смо се познавале и ако кажеш дека ќе се видимо на Корзо, тој значило дека едни и други смо се познавале и од Корзо и смо се запознале на Корзо. Многу интересантен феномен, али тоа е одраз на тие времења. Не е само у Куманово, тоа е било и у Скопје. Ја и у Скопје, после ден денески колку више 30-40 години како живу у Скопје, тоа исто важило за Скопје. Исто е затечено. Значи, свак град у Македонија у тоа време било Корзото све и свја. И туј се све дешавало. И тачно, и тоа е било... Еве сега дека ново дружба на Спомен Костурница горе. Тоа е посебно. Видите, за нас Спомен Костурница значила светиња, морам да признам, за мене Кумановаc и за многу кумановци, пошто ми смо се прилепчани двата града кои постојано се спомнува во нашу исторiju с први манифестација, реакција на тој време и споменик наш
на Костурница е било символ на нас помлади да може да идеме да се прошетаме с друштво, да се видиме на спомен Костурницу и с големо задоволство смо, морам да ти кажу, ишле. Mi smo ga održavali čisto, uredno, pedantno, tako da smo imali prostor sa skef i sa golemo zadovoljstvo da iskačamo, da se gledamo na spomenik. Evo, дека има некои твои другари. Да, тој другари од тие времиња, од школу, од пријатели, гости што су дојдени у тој време. На некој начин тоа е било и пажња према тие луѓе кои су погинале за овој држава. Апсолутно. Еве нови слики, еве го дека Сашо веројатно на плажу. Да, тоа е интересантно. Има една слика, Рус, колку е било у тоа време, можете да замислите моќен кога можел да ме дигне мене. Овие некои слики су веќе од покасен период, кога сум се дружио овде, рецимо с Джимрета, с Цацета, с Фатмира. Овој период кад сам ишја прв пат на море, да не кажу у Суто море, у тој време. Кажи ми... Морам да ме подсети и ти сех Суто море. Видите, у тој време ми у гимназију имасме многу вредни професори, учители. Меѓу ними бил и Аврам, професор по физкултура, Света Аврам, и Гоце. И Здравковски. Рецимо за Свето, знам дека он у тој време, покрај извидници и феријалци, што имасме многу добро развиени организации у Куманово на извидници на феријалци, ќе ми биде драго да поканите од тој категорiju на мои колеги кои сме прошли заедно, а су биле специализирани, да не кажу извидници. Мислим дека ти ми имаш спомнето доктор Фе... На доктора Думца Фефета, татко му е бија. Да. И доктор Славчо беше. Славчо, Они су сви људи кои имате шанси да ви кажа како е тај дел на живот бил карактеристичен и кој е бил многу значаен за нас. Знаете, без феријалци, извидници, спортски манифестации, членување у народну технику, апсолутно значиле содржину кој свако од нас према свој афинитет имае можност да учествуе во тую организација. И кога спомнаа за Аврама, он има водено на море, да не кажу у Црну Гору, и ако ви кажу дека смо ишле буквално на шалу да биде партизански. Значи, путувало се многу длго. Mi smo ponasali od Kumanovo slamu presuvano. Nosili smo sa nas prase, jagnje, tamo smo ги koljali. Možda zamislite, sami smo pravili naselu, dizali smo šatori, pravili smo kujnu. Ja vikam, što ќе pravimo na ovcu ili na jagnji i na prase. И ќе научиш многу работен у бунар кад се заколе, па се пушти за скофу. Немало фрижидери у тие времења. И деле сме да пазаримо сами. Значи, едноставно, имаеш си шансу да ти, како млад човек, одредени вештини за поставување на камп на живење, на готвење, на организацију перфектно, која функционира. И тој наш професор од нас е направија кад правиш анализу живот, еден ред, еден дисциплину на сви навики кои су многу битни и за нас млади, кои после утекна живот и овој, условно кажано, кад развој моје пошија и удел на политички активности, многу ми е значие, морам да ти признам, и многу значи. Ево дека с гитара. Тоа е више, повише да направиш поза и снимак еден со гитара, да ја покажеш, се знае на кого. Обично на женски свет да се фалиш. Има ли се афинитет за гитару да свириш и музику? Па видите, ја одмah ви кажа дека сум свиреа музику 6 години биолину.
Гитара ми е била символ дека сум сакаја да свиру на гитара, можда не на виолино, али музика и моја директно учество у хор, ми у Куманово има смо хор, јас сум еден од тие што почнамо и основамо заедно со многу наши другари, пријатели, постари и помлади од нас, хор, кој го водеше Дори. Да, Тодор Мучевски Дори. Тако е, и ние смо добра хорска група која имаше наступи у Македонија и завидни резултати. Па ми, Кумановци, морам да кажу дека смо се одликувале с добро песмо и условно кажано, свите наши наступи и хорски су имале резултат. Посебно ми е драго, а афинитет за музику и за тоа е манифестирање моето учество на и 6 години завршена виолина. Кад сме куде музику, Куманово е било препознатливо и почувани серенаде. Ау. Ај кажи нешто за тие серенаде, да се отиде под прозор, да се тражи девојка, па некад ќе добиеш и кофу воду. Па слушај, тој е најубав дел можда од живот. Ја морам да признам дека не сам еден од тие учесници на серенаде. Имало е повише, да не кажу, надарени со глас, Славчо, после сви смо појали у хор, али факат е дека серенада е у тој време значила начин да придеш поблиско, да манифестираш некој своје задоволство или симпатија, да кажемо, некој љубов према одредена особа и ти го манифестираш со тој што од тебе највише се очекува. Така да, карактеристика за серенаде, морам да ви кажу дека е дело што е било привилегија на добар дел, добри, да не кажу кумановски појачи. Да. Ево ова слика, ти ќе ни кажеш кој са овдека и куде е ова? Ово е моме професор, кој е још овде, не може да се познаем овој, леле колко е овој оддавна било. Ова е негде у град сликано. Па Бога ми не ми текнуе, мора да се сету и ја. Ај за кошарку. Како се десидел да улегнеш у кошаркарски воде, веројатно по наговор на другари, Джимре, Цаце, и имате на пуно фотографија у туј екипу, куде што си ти, Сашо Кузмановски, Миле Джимревски, Александр Младеновски, Никола Маневски, тоа е Раде Георгиевски, тоа е тај генерација. Па види, тоа е нужно зло, пошто ти 90% искачаш од дома, више првата работа, кад ти улегнеш и вие, ти одма идеш у Соколано на кошарку. За нас, сега зборувам, за нас соколанци, Косто и тетка Славка, значи Чичко Косто и тетка Славка, пошто ми целу годину престојуваме горе у Соколано, ми смо помагале да се средуе чисти овој стадион, привилегирани да у свако време може да идемо, да улегнемо, да играмо кошарку. Тој се однася на Цацета, на Рацета, на Джимлета, на мене и на Джоета. Покојни Джоета. Покојни Апо е исто бил, таа е наша генерација. И ми смо били у ситуација да цел да бидеме со кошаркашку топку, пошто веќе ја, за разлику од рукомет, куде сум учествуваа на две спортски младински манифестации у Македонија. Прва е била у Битола и у Кочани, таму играше рукомет, а тој су као денеска вие пионерски што ги одржава у градови традиционално, у тој време играше рукомет, пошто од 8-летку добро игра смо рукомет за кочараци. И привилегија наша, морам да ви кажу, од тој генерација што ги спомна, одлични останаваат добри кошаркаши пред се Манте,
да не го забравиме кој е роден, иако е помлад од нас 2 генерации, Раце перфектен, Джимре. Тој беа сви млади, да не кажу после Джое и Цаци беше постар од нас, он со Слигаша беа пред нас генерација, меѓутоа сви заедно бемо една добра екипа која едноставно живеше за кошарку. Живеше постојано горе, тренира сме постојано. Кад ни дадеат Звезда прву пластичну топку, онај вајтке, тие што беа познати, ми изнесемо го надвор да го играмо на отворено, едно шутирање на непрецизно, отидени топка до парк, донес ваѓа се, набоде се, ми си плачесмо што има сме едини у Македонија такву кошаркашку топку и нас ни се пробуши. Многу е значила таа Соколана. Таму сме живеле, таму само што не сме преспале таму. Да, па пуно вика кумановци дека тој ги било и друга куќа на свет. Апсолутно, и се справа со викале. И друг дом, и друга институција која е значила за наш можда развој, у кој правец да иде. Кој беа тренер Сашо кошарку? Па види, привилегија кога да збориме регион, мора да кажеме дека Мице, Ибраимо покојни и Дуле брат му, кој го има наследено по традиција, па после Дуле да кажеме натамо ако збориме дека тој као помнат од Дулета Раце, тоа е све традиција на Соколанско мало од прилike на ниво на кошарку. Далеко од тој дека од Кумано немало и има познати кошаркаши или луѓе кои се се бавиле с кошарку, али привилегија на кумановци да живе с кошарку, тоа е стварно било многу интересантно време. Јасно ви е дека у тој гарнитуру дека Раде прво можда не такав добар кошаркаш као Манте, кој што се има афирмирано, или Джое, а по и јасно по поставу категорија, Раде с Джоета, с Муича, с Цацета може да улегне у тој категорија кои су го носиле, да не кажу дел на обврску како екипа, али у свак случај имало е традиција, имало е људи, имало е поверение, могале сме да се такмичиме у лигу, македонски, рамноправни, и за мене многу битна работа, ако не збориме само за Соколанско мало, ќе ви го спомнам сега Жмару, Владу. Јас сам имаја прилику Жмару да ga воду у Скопје на тренинзи, пошто на njega Скопје му даде работнички кола, а Жмара пусти, немаше ни дозволу, ни ништо, па бараше ја да го носу док не доби стан. Така да со Жмаро сме ишли на тренинги во работнички, сме се враќале у Куманово постојано, jer Жмара е 47 година и потекнуе од наш кумановски кошаркашки клуб, кој што едноставно штрчеше у тој време и работнички с голем кеф, задоволство. Знаете дека Жмара, Боцевски, ја викам по надимак, он имаше извънредну кариеру у работнички, извънредни можности кои ги презентираше, има догурана до репрезентација, а покрај тој што ја после као кошаркашки активан и у кошарку, бемо чланови на Кошаркашки сојуз на Македонија и моје Куманово, ќе подсету, ќе имате можда прилику, кад се такмичи у Суботицу за улазак у прву кошаркашку лигу, така у тој време беше заслуга на рацета тренера, доктор Даштевски и ја, водиле сме ги наша екипа у Суботицу на турнир за улазак у прву кошаркашку лигу и у тој време претрпимо само пораз од Шибенко, кој улегна у прву лигу и обстана у прву кошаркашку лигу. Ми изгубимо, иако морам да ви кажу дека има сме многу добро екипу, има сме кошаркаши од Скопје, од работнички.
Миро Крстевски, Саздов, Бранко, Штулја го земавме, а од Македонија, од составот Зоки Джана Петрушевски беше наш најдобар кумановски и кошаркаш во тој состав на екипу што беше учествувал во Суботица. И беше штета, веројатно едно мало неискуство и претпоставljam една моќ на Шибенку у смисел привилегија што може да ти ги дозволи спорт, може да ги повише форсира ним, иако ми како Куманово заслуживме покрај работнички да улегнемо и ми у прва лига. Еве, Сашо, штафета младости, Ау. одма асоцира на Јосип Броз Тито. Морам. Голема час е било тој време да штафету даваш. Видите, Еве го тој моментот. ја имам, подсеќате ме на многу интересантен период од мој живот. Ја имам идено професионално, односно, Републичка конференција на младина, председателство да бидам од 81 година. Значи, од 81 година, ја у Македонија, Обштествени организација била моја слабост, која постојано ми се јавља низ цел мој работен век. Тој значи дека еден од активности е штафета. Јас сам го за целу Македонија правија сатници, док е била присутна од Косово да улегне, па да искочи у Србија и обратно од Србија да улегне. Низ целу Македонија сам го правија и пратија штафету на нjen пут. И ја с големо задоволство, тоа значило голема и обврска, голема манифестација, може да замислите да ти у свако место куде преспие штафета, има посебна програма, манифестација, водиш прва лига, појачи, оркестри, состави, музика. Една од многу мои активности кои за Македонија сум ги бил ја исклучиво одговорен и исклучиво сум ги водија покрај штафету и работни акции кои сум ги вратија у Македонија да се организира работни акции. Тој ми биле најголема слабост и најголема љубов штафета на Македонија и работни акции у Македонија. Овој слику мора да го прокоментираме. Ово е веројатно Соколано. Ово е моме и ја. А и овој слику? Ово е на припрему у Крушево со Петаковиќа. Еве га Африка, еве га Авраам Доктор, еве га Бране. Зборимо за Радка Африку, така ли? За Радка Африку, за пецата новинара кој дојден од Трајковски, еве га Петаковиќ. Они дојдева као делегација од Куманово да не посетив ми на припрема беме у Крушево, ја тамо домаќин, ја Авраам Доктор како лекар, а ја воѓа на пут. Еве фудбалот една слика. Да, ово е на наш стадион на КСК. На градски. На градски стадион, ово е наш бек, Лев Бек од Скопје што играше за Куманово. Да не е Ѓоко Цветковски? Не, Ѓоко Цветковски играше халфа. Халфа, да. Халфа, не Ѓоко. Бек играше и овој наш Куманово Трајче Бошковски. Трајче Бошковски ми е генерација. Старејко беше тој. Да, Старејко беше поет. Легенда. Да, легенда и он значеше за нас ступ. Садиков. Садиков, тачно. Да. Тој е период прескака ме подсети за Куманово и КСК да може да се врати, да не кажу, у своје руво и на право место. Еве го овој слику, Саша, да го прокоментираме овај долња. Тој су мои родители на некој прославу с секирарско Бојана и с овој третиот, срамота ме да не знам. Ова е интересна слика, ова е од Кумановско бању, мајка ми с мојно другарку, куде Баш овдека ми кој што сме сместени. Да, веројатно. Ете да затвориме овој албум и сега да пројдемо. Радни акции су биле твоја
Прва и Перфектна втора. работа, еве, ти си бија многу активен у радни акции. И овдека еве 79-та, младоста, братство, единство. Радни акции су биле права посластица за млади кумановци. Па види, ја викам прва и друга љубов. Прва љубов у Македонија едини кој организираа работни акции од 75 година, значи ја кад почна да работам 71 година у Младино на Републичку федерација, 75 година сам го отворија прву работна акција после толку време од Струмицу, Маврово, традиција што е било у Македонија. Јас 75 година на Туртел, горе на репетитор на телевизију Скопје, таму имаше населба на македонко штип, своји објекти, и ја на Туртел ga организирам прву работна акција во Македонија. Значи на Туртел 75 година. 76 годину на Мариово ga организирам прву работна акција у Македонија, у Прилеп, и 78 година организирал прву акција Братство единство аутопут. Умеѓувремено 77 годину на Стрежево исто све тој моја организација на овие републички акции од републичко значење за цело Југославија и Стрежево у Битола. Стрежево беше специфична организација, пошто се правеше базен на Стрежево, овој планински дом и рекреативен центар, и тој денска функционира. Кад повлечемо сега црту, што су тие радни акции придонеле за млади генерации? Покрај дружење и многу убави забавни моменти исто е било. Па видите, работа, дружење, сега збориме за тој функционирање за тој време у тој држава, да имаш сојузну работну акција од куде? Од цело Југославија имаш бригаде, у кој многу менталитет и многу љубов, посветеност е уградено, еден голем елан на објект кој се гради. Условно кажано, у моментот имаш некои присутни од работну акцiju на Катланово, тој е аутопут Братство единство, и морам да кажам сега, кад правим обед, не е тој сега, денеска имамо завршување на дел на пут од Кичево до Охрид, не може да се направи 10 години. Во тоа време аутопут од Куманово до Велес треба да биде за 3 години, и тачка, и крај. И никој нема ту ни ја ни бе. Па гледам дека и официри се биле доста активни, довоѓаја своји посете. Па видите, ако ви кажу, нескромно ќе биде на нашиве акции. Била е привилегија и понос и такмичење на сви републички врховни политичари, почнувајќи од претседника на држава, па до генерали на армију, на сви декани и, да не кажу, политичари од социјалистички, од синдикат, да дојде, да присуствуев и да го посетив работну акцiju, со тој што имале простор да манифестирав нино присуство кое е било увек проследено на најголемо ниво. А пошто су овие сојузни работни акции на ниво на држава, таму су биле бригади од сви републики поранешни на Југославија, чак сме имале бригадири и од странство, од Узбекистан, од Германија. Ево, дека има еден црнац со тебе. Има манифестација, тие су сви сакале да доаѓале су на работну акцiju со големо задоволство, исто како што ми смо праќале наши од Македонија куде ним на работни акции. Ово е с команданти на акцiju, на бригаде. Тоа е, овде има слики, дел е, овој ми е кум, овој су сви луѓе кои су били у мој штаб, овој Коробар, починати сега пред една година, овој су све луѓе кои што су прошли со мене заедно на работну акцiju и... Колку имаш радни акции сваш укупно? Зар може да се изброи, с години може да се израчуна.
манифестација на мои работни акции. Може да замислите, почне за мене работна акција почнувала од мај месец и сега како се одвивало. Ја ќе одреду структуру на штаб. У јуни месец почнува после 10 работна акција. Сите тие што треба да бидат чланови на штаб, почнувајќи од команданти до заменици, до водење на различити проекта, на секоја ќе му купу кофу, фарбу, ќе отидемо пред населбо, свак по едну бараку или едну просторiju, такмичимо се кој побрзо ќе го кречи, Да. има пиво да добие. Сега, кад може или слуша некој да му кажеш дека да сами уредуемо, да манифестирамо, да не кажемо такав љубов, сами да го фарбамо, да го државамо населбо, може да ќе му звучи како илузија, али за нас у тој време било престиж. И веројатно сви су сакале, кад сум ја бија и командант и организатор, да биде со мене на акција. То не е скромност, можете да го проверите, пошто условно у Македонија, кад станува збор за работни акции, 90% никој не може да коментира и да има тако морално право за акција како ја у Македонија, што може да го знае. Сега ово е било привилегија у тој време да имаш контакт с маршала Тито. Сашо Кузмановски прв судир с Тито или прво средбо, како си го доживее? Па тоа е, морам да признам сега од овој сега еден реален аспект. А тоа време, тоа е било не страшно доживење за кој не си можел да спиеш дури ноќе, али што е живот? Кад сум бил преседник на Младина, имаше стварно шансу први пат уживо и да се поздраво. Имам еш едну слику која што директно се поздравим с Тито. Тој е бил прв мој средба с Тито. Друга средба е била, да кажу, у Скопје на езеро Треска, значи друга средба с Тито. Третја е била на Сутјецко на Тјентиште. Задовојство не се опишува за нас, условно кажано, Титови пионери, пошто ние носесмо мараму, Титово пионерско мараму, доживле да бидеш с Тито. Тоа е, рецимо, моментот кој за мене и за моју фамилију ќе значи и ден денес ќе да бидеш поздрав, тоа е Тито с негово супругу Јованко Брос, час, привилегија и поставља Каков ти утисак остави Тито, еве ти кад си го видеа први пат у живот? Као човек, прв дојам кој ти бие овој? Па да, прво слика за Тито е сам придонес на образование, Да. за познавање. Привилегија да имаш близкост, да осетиш некој директен однос с поздрав, манифестацију, а и овој феномен, не знам како да го протолкую психолошки. Ти си околина около тебе, значи, еве, нема да биду прескроман, ама ќе кажу 99%, кад се наваѓаш около окружение на тебе, манифестацију према однос на Тито, у присуство да бидеш до njega, веројатно таа енергија многу зрачи, многу позитивно. За мене е бил човек, и сега можда веќе политички ќе кажу, многу значаен човек за нас, македонци, затоа што свако си дава за право да толкуе, меѓутоа, јас знам и сигурен сум тој, дека нашиот придонес и место и простор за време на Другу светска војна на Македонија, во ослободување на Македонија, и личен наш придонес као Македонија беше најверодостојно вреднован од Тито, за да можемо да бидемо равноправни и едини, тогаш да бидеме равноправна држава
на ниво на сите други републики. Сега секој мисли дека знае многу повеќе свак си избори, историја, секој си дава за право да кажува. За жал, ја и у политика сум влегол, у пензија отидов у политика. Морам да ви признам, тоа не е моја слабост, тоа е била моја љубов, младост. Мислам, ќе ви кажам најреално дека слабоста на тој период од страна што сме го доживееле и признание што мислам дека го заслужил и Тито за Македонија, едино мерило е критериум и не подценувајќи ги Тито нашите придонеси, апсолутно, кога викам придонеси, самиот елемент да бидеме учесници во ослободување на својата територија, организирањето наше во Македонија за таа работа е личен придонес на Македонија, а признавањето морам да кажам дека е од страна на Тито. И тоа значи многу за мене. Ти у Куманово живиш таму до крај на 70-ти години, предпоставljam, и после се селиш у Скопје. Тоа е тачно. Правејќи едну анализу на свој живот, ја кад почна да работу, знаете, професионално, Републичку конференцiju на младину у Скопје, ја мораше да се преселу да живу у Скопје. И мој политички ангажман у Скопје до пензионирање било у Скопје. И за мој овакој некој ќе кажемо среќу, од моје роѓење до моје сегашно живење е 200 метра разлика, куде сум се родија, куде сум живеа и куде сега живеам. И Скопје на овој дел на мој живот е врзан с политико, прво као Републичка конференција на младина, имаја сам привилегију да биду, да не кажу, наш кумановец Томе Петрушевски, кај дојде да биде после Благој Станоевски председник на младино, да работиме заедно, па после сам као, да не кажу, у партију, ја имам на 2 места работено у младино и у партију, и на крај имам завршено кариеру у собрание на општину Карпош, као градоначалник на општину Карпош и Од кој до кој година си бија градоначалник на Карпош? Па видите, јас сам 90 година бил председник на извршен веќе, да не кажем извршно веќе, тој 90 годину, ако ви текнуе до 95 година, не се донесе закон за локална самоуправа, општина се расторива, останава општина да биде собрание и извршен совет на општина. Ја од 90 до 96 година беше председник на извршен совет, а председател на собрание беше мој колега, другар Васе Рунѓа, кој е постар генерација, он е генерација на Лују, на Здравка од Силекс, таа генерација кој живи и работи у Скопје, така да тандем кумановци, условно кажано, бемо у Скопје едини тандем кумановски председник и на извршен совет и на Карпош. Ја 96 година беше прв градоначалник, jer 96 година се смени закон и донесе се закон за локална самоуправа. У Скопје укинуе се функција председници, уведуе се градоначалник и јас сум прв градоначалник на општина Карпош. Ево дека слика со Скиро Лигоровога, Да. Тој е веројатно, да не сум грешка, Ристо Пенов изгледа овој. Да, Ристо Пенов беше на Скопје, туј смо на еден прием куде председника на Република, кој е посебно задоволствен, кој е човек кој, ако може да се врату за момент. Со Скиро Лигоров сам, значи, од младински денови бија близак. Ако ви кажу дека сум го njega носија на младински семинари у Охрид на предавање, ако ви кажу дека е бил на предавање на работни акции, ако ви кажу дека доаѓа посебно задоволство да куде мене на гости,
И привилегија сега, као стари познаници, јас сам бија куде njega на гости у Београд, кад сам ише на састанци, и привилегија да познаваш категорија на човека како Кирил Григоров за мене е многу значило. Да. Ево дека тоа е Веро кад се отвара веројатно, така ли? Прва инвестиција на Грци у Македонија, тоа е Веро, додене од грчку страну, тоа е Коста. И тоа е члан на ПАСОК у тој време, знаете како с Грци наши односи какви беа, од ПАСОК организација која дојде и сакаше да успоставиме, тоа е лева ориентирана партија у Грција. Они дојдева куде мене у Скопје, тражива разговор дали може да добие локација и простор да отвори еден, да не кажу, супермаркет на ниво на град. Ја радо ги прими, направи смо тачно консултации с власт на Македонија, с владу. Локација куде педагошка академија Веро куде беше слободна и првата инвестиција страна, условно кажано, у тој време беше од страна на Веро. И традиција и ден денеска е голема на тој релација с... Еве, дека 30 години матура, мај 98 година, овој се твои школски другари. Да. Војче, Пачко, Миле, не може да ги... Да, и пуно сви твои врстници. Сите, моја генерација. Морам да кажам дека од тој годину ја не сум учествувал после на ниедну средбу. Условно кажам, преоптеретен веројатно с политички, а и веш многу по-тешки одговорности врзани с државни работи, да не кажем и партиски работи. И многу ми е жал. Иначе с добар дел на тие своји другари од генерација школски, слушамо се, гледамо се, учествуваме у Скопје. Ако кажу дека еден Борче Протич, као градоначалник, беше у неделју, барем еден пут, два пута, куде мене у Скопје, обавезно, дека еден Циц, апсолутно, постојано на релацiju, не само телефонски, него комуницира смо, затоа што јас за Скопје и за Македонија важеше за човека од кога можеше да се консултираш, да се научиш, привилегија да се врзеш с делна структуру. 95-94 годину јас сум го водија делегација у Брисел на први контакти с Европску заедницу, јаш у тој време да може Македонија да фати корак. Нашу делегацију сум го водија на прием куде нашег амбасадора Теговски, кој у тој време бија амбасадор на Југославију, па остана амбасадор на Македонија у Белгију. Така да и се имаја многу могуćност и многу ми е значило на мене. Таче, да не кажу, Протич. Постојани контакти и за ним Карпуш е бил као друга општина Кумановска, у наводници. Jer само име Карпуш за Куманова символика вржуемо го с нашега хероја. Тако да и у Скопје се осеќава тој утице или влијание на Куманов и слабост на Куманов према Карпуш. Дали Сашо е сега кумановски скопјанац или скопски кумановец? Скопски кумановец. И сега, знаеш, многу интересантно. Почок. Ми викамо кумановец и Почок, јас сум кумановец. По роѓење кумановец. По све друго, по душу, по осеќај кумановец. По роѓење, по манифестација и цел работен век, може да ти кажу, с исклучок, да не кажу, на дел на младост до 80 годину е прошил у Куманово. Така да јас сам многу убаво се осеќам, многу убаво, многу мило, многу драго, посебно да не кажу у Куманово. Мене ми значи, не крию манифестацiju, големо задовоljstvo.
на било твое кое јавување врзано, дали е со спорт, дали е с политику, да се јаву, да дојду, да учествуju било коju манифестацију. Привилегија, ја се ородив меѓу себе, мојата керка е снашка на Магдалена Антова, тоа е Кумановка. Така е. Значи, мој зет е, ја викам и се шалам увек пола Кумановец. Колко е моја керка, пола Кумановка, значи ки испане цела Кумановка. Се шалиме на страна. Кажи ми сега, како ти испуне ден од рано сабаја до навечер? Имаш сладки обавезе, најубави, најмили унуци, возиш, ангажиран си пуно, с пун капацитет. Сега ми е слабост, морам да кажам и да признам една работа. Веројатно се осеќам, не се осеќам уморно, али се осеќам далеку поангажирано у сферата како дедо. Кога викам како дедо, синот има внук, кирката има внука. Синот има внук од 7 години, кирката од 4 години. Значи, за мене тоа значи препородување у смисол за некој ангажман ван активности. А тоа, знаете како ви е. Вие денеска младите повеќе го сеќате. Мој син е компјутерски, односно софтвер инженер. Негов проекат е овој мој термин. Работи за австралиска америчка корпорација, компанија. Сега треба да иде на 24-ти у Чикаго да продава овој проекат што ga има. Керка ми работи за страну компанију германску ГИС. Она што е поструку керка? Она е односи и ресурси, човечки односи. Постојано работив за страни фирме. Ја кад заврши мој син факултет, не ми е срам да му викам, тато, не се кире за работа, дали сакаш у државно, у општина, у град, у републику, свуде ќе донесам. И син мој ми вика, тато, ја не сум завршил факултет да читам новине, цел ден по кафиќ да седу, ја ќе сиду да работу приватно. Ни еден ден мој син и моја керка не су работале у државно. Иако, морам да признам, гледајќи ги односи, привилегија, што мисли дека е привилегија да се работи у државно. У државно не се учи занат, за жал. Не. У државно се води политика, запошлјавање по линија мањек отпора, такмичење на две партии, кои своји људи да донесе во администрација, третман, гласачко тело. Тој да простите од тие такви менјања на односи у политика, мене овој што ме занимава да имам убаво пензионерска одговорност, ме држи срамно као професионален политичар на страну, а ме држи горд, пошто и ви као кумановци сте имале прилику до ден денеске, иако сам одма прв дан отиши у пензiju, да не чекам, да никад на новине и на телевизија не е моје име спомнато никад у негатив за било коju појаву што е била присутна и још е присутна. И јас се гордеju што сам прошел у политички живот. Можда за некога ќе каже овој што е, знам, што за себе си мисли, меѓутоа факат е дека тоа е тачно тако е прошло, за кои работи ја днес ке се срамо и ми е срам. Срам ми е зашто дозволисмо да ми не се бориме за држава, ми се бориме за политику и привилегии на нас политичари. А наша привилегија и част треба да биде ако државата изабере. Тоа е привилегија. А обврска е све да направиш за тој државу, а не ти да правиш за своју партија. Да не забравимо, Саша, да не стане љутив, како се вика внуци? Тоа ми е посебно Филип и Стела. Така е. Филип е... Да ги поздравимо и нима. Многу поздрав на Филип и на Стела. Посебно ми се драги затоа што носење
Слушај, градинка, ми викаме земање. Кумановци, поголемо богатство од унуци нема. Апсолутно. Јас сега знам, затоа што мене дедо и тетките ме имаат изчувано. Немавме ние градинки од свој време. Да не бил дедо ми и трите тетки, нас тие ни израсна. И слабоста. Они су ви чувале, да. Увек сум ја манифестирал. Така да и јас сега дојдов у таа улога и си го вратив задоволство. Многу си интересантна личност, бие си активен на радна акција е била синоним за развој на млади генерации, Многу. спортување е исто перфектна работа, али денеска имамо, за жал, млади генерации, овие компјутери, лаптопови, овај дигитализација, модерна што го викав, направи да наши деца се доста физички неактивни, несвите, социализирани доста послабо за разлика од тоа време, и ми како држава мора да се бориме против тој зло, затоа што голема опасност е тоа. Марина, да ти кажу фала, морам да признам дека е одговорот твојата оценка што имаш дадено, прва лига, за мене повторно ќе ја поновам, можда по кој знае кој пат. Маријане, апсолутно ви кажав дека мојот син е компјутерски инженер. Значи, компјутерът му е професија. Мојата керка, компјутерот и односи странство и работа е компјутери. Али ангажман што го имам јас с мои унуци, не е ни минут врзана с компјутерство. Ја унука ga воду на пливање, на мачевање, на лого коцки. Сега малата унука, која има 4 години, почнува по истиот пат као постариот внук. Тоа е занимацијата, ти што го нагласи претходно, што мене ми дава голем морал да ја слободно време, покрај тој што треба да ги носу, да не кажу условно, у градинку, ја имам обврску да ги носу и на активности, на пливање, на обуку, на такмичење, на сви привилегии што ги има и можности у Скопје. И ја имам содржину у Скопје неверојатно. Имам од сабајле до 7 до 8 сад навечер. Чекаш ги децата да дојде од работа, чекаш ги ним на стал направен ручек, вечер ќе отидеш ќе го однесеш. Сега да кажеш дека унуци ги учиш што малецки дека треба физички да биде активни. Апсолутно, компјутер ги покри што е професионално. Да. Присутен компјутерски има ред. Син ми не дозволява да мој унук Игре цел дан тој, да. Боже се чува. Да. Има тачно време сатнина кога што треба да прави. И морам да ти кажам, имам големи резултати на тој релација. Децата слабост, ако те начека, они ќе го искористи. Значи, ипак доваѓа од нашу страну постаро. И од родители, а и ми како дедо или баба да ги мазимо. Не смееме да дозволиме, мораме да го поштуеме тој што син зацртае. Има време, компјутер не му гине, компјутер е до него, он има свој компјутер, али има сатнину како што има сатнину да доручкува или да иде у градинку, да иде у школу, пошто е друго оделение. Да. Тако и да и за компјутер. И за крај Саше, последно питање, сад и по зборимо, многу брзо пројде време, една твоја лична порука за сви млади генерации у Куманово и у држава? Што да кажам? Тешко ми е, морам да признам. Помлади, ако може уопште да бидеме а да не смееме да бидеме песимисти, мора да бидеме оптимисти. Морамо да се поголемо морално ангажираност, манифестацију. Ништо не смо добиле бакшиш на тацно. Ми имаме обврску тој што ни е пружено, што ни е дадено, што е на нас омогучено. И ја мислам дека треба овие генерации, почнувајќи у моите дома, деца и сви понатамо, да имаме обврску да задржимо с помали политиканства, затоа што
Порано се знаело кој може да биде, кој може да биде у политику, данас ке мисли сви дека може да биде политичари. За жал, тоа е погрешна теза, предпоставljam дека може да е интересно, уносно да бидеш, да не кажу политичар, али ако не си реален, професија политичар у момент е неомилена професија за наши млади луѓе. Према тој вратите се на својата професија, сакајте ја, да бидете сигурни дека ќе бидете успешни и со тоа што се бавите. Саше, фала ти што беше гост. Да, фала ти многу, мене беше задоволство. Не сум бил одамна, поготово не сум Ти бил Куманово не одамна. може да го забравиш никад. Нема шанси, нема теорија да се забравим и понатаму ќе си доваѓам ја туја, мене ми значи, туј ми е голем дел на фамилију, што е сасвим у реду и фала и на вас. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово, спа и све најбоље.